треба да се стави голем акцент на тоа да имаме голема внимателност кога станува збор за движење во планинските предели, секако за да не дојде до тоа планинарите да се изгубат или поточно кажано да немаме залутани изгубени планинари. Токму затоа ја одбрав оваа тема со цел дека овие сончеви пролетни денови се идеални за движење во природа и планински предели, па затоа на оваа тема ово утро разговарам со Стојанче Агилов, директор на ЦУК. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата емисија. Добро утро, благодарам за можноста да учествувам во вашата емисија и благодарност до телевизија Телма, која што со едно вакво информативно парче во вашата утринска програма можеби превентивно ќе спаси нечи живот или ќе помогне некој да не биде повреден. Токму така, сакам најпрвен да појасниме за тоа дали најмногу вакви случаи имаме во пролет, во лето, кој период од годината? Тогаш кога имаме најмногу луѓе во планините. А тоа верувам сите знаат, вообичаено во текот на летниот период, бидејќи сега нашите преубави планини се полни со снег. Верувам дека вашите гледачи знаат дека на Шар планина на некои места имаме по повеќе од 1 метро снег, по метро 2 во зависност од местото, понекаде имаме насипи кои што се и по неколку метри. Зборував со еден планинар кој што пред неколку дена беше на Титов врв, кажа дека има ужасно многу снег, дури би рекол и невообичаено за овој период од годината. Знаете дека и пред неколку дена имаше врнежи со снег кои што ние не ги забележуваме, но на високите места знаат да напластат по неколку метри снег. Така што во овој период од годината во планините, бидејќи има снег, се движат претежно искусни планинари и затоа и искусните планинари знаат како да се однесуваат во планина и затоа имаме и помалку несреќи, но секако дека несреќите не се исклучени сега. Додека летно време, кога времето е убаво, топло, сончево, тогаш многу повеќе граѓани се охрабруваат самостојно да отидат во планина, во сите наши преубави планини, но планинарите знаат да кажат дека на планина дури и преку лето во текот на еден ден знаат да се променат сите годишни времиња, односно температурите може нагло да паднат, може да дувне силен ветер кој што ќе го отежне движењето, понекогаш тие ветришта знаат да бидат толку силни едноставно да оневозможуваат движење, а понекогаш може да се спушти и магла, односно самите планини се во облаците, која што ја намалува видливоста, понекогаш ја сведува на неможност од движење. Само најискусните планинари, односно би рекол планински водичи, кои што ги знаат добро патеките, може да се ориентират. Впрочем, ваков случај имавме на почетокот на ова зима, кога двајца планинари, одејќи кон Титов врв, се изгубиле во маглата и еден од нив, за жал, го изгуби својот живот, лизгајќи се во една провалија. Што треба да направат во таков случај? Сигурно искусните планинари, како што напоменавте, знаат дека треба да ги следат временските услови, да имаат соодветно опрема, но оние кои што не се искусни планинари, често пати, секако искусните знаат, но често пати знаат да завршат со таков несреќен случај, односно да се изгубат во самите планини. Како да се реагира правилно во тој момент? За почеток ќе кажам на една навидум банална работа, за која што и ретко некој од искусните инструктори ќе укажат, а тоа се нашите мобилни телефони. Значи, секогаш во планина да се оди со полна батерија на мобилниот телефон, по можност да се носи резервна батерија. Затоа што батеријата може да е полна, но нашите убавини, планински убавини, луѓето сака да ги фотографираат, сака да се снимаат и батеријата знае брзо да се троши, особено доколку времето е ладно. Вториот момент е дека и самиот мобилен телефон во случај на несреќа понекогаш знае да откаже, бидејќи на добар дел од високите врвови, високите планини, мрежата е многу слаба или воопшто ја нема. Но во секој случај, доколку некој му се случи несреќа, може да се движи, може да се упати кон најблиско некое повисоко место, кое што се надвисува над околината и едноставно да гледа во телефонот каде ќе добие мрежа, да се јави на бројот 112 или да испрати SMS порака на 112 или на некој близок човек со кој што ќе побара помош. Понатаму нормално дека при движење во планина, во зависност од периодот, дали се работи зимо, пролет, лето, есен, луѓето треба да бидат соодветно облечени, бидејќи при движење телото се загрева и би рекол скромна
облека може да ја одржува топлината на телото, но кога човек ќе седне да одмора, знае да биде навистина ладно, треба да се носат резервни мајци, бидејќи самото премрзнување може да доведе до дезориентација, луѓе кои што ќе измрзнат, потоа брзат да се вратат назад затоа што најобично им студи и при тоа може да го погрешат правецот, да залутат, дури тогаш кога нема магла. Се разбира дека треба да се носи вода и храна. Од храна е препорачливо оние кои што одат на подлоги патеки со себе да носат некоја чоколадо или нешто благо кое што дава брза енергија. Како да се реагира во случај да се најде на некоја диво животно? Еве често пати при движење по оние пишачки патеки на водно може да се најде на дива свиња. Како да се реагира во тој момент? Ова што досега го зборува се однесува на планини, нашите високи планини 1500, 2000, 2500 па до 2800 метри. Водно е сосем друга приказна, сепак Водно е многу блиску до Скопје, но за жал и на Водно често се случуваат несреќи затоа што луѓето го подценуваат. Сепак Водно е 1000 метри, без малку 1000 метри високо. Има многу стрмни падини на кои што луѓето можат да се лизнат и прито сериозно да се повредат. При пат може некој да изгуби свест, така што понекогаш се случуваат многу тешки несреќи. Јас во времето доста одамна кога работев во специјалната единица со тимот Тигрите, извлекувавме тело на загинат човек, кој што кога би погледнале вака во едни нормални услови, шансите некој да загине се мали, се работи за провалија која што е само 10 метри, но движењето по ивицата на таква провалија при лизгање, а човек од мало невнимание секогаш може да се лизне, но исто така дивите свињи сами за себе можеби не се толку опасни во смисло да нападнат човек и да го повредат, но кога вие би оделе по некоја тескна планинска патека, луѓето кои што се движат на водно знаат дека и поголем дел од патеките се такви. Кога од спротивен правец би ви наишле диви свињи, стравот, знаете кога особено ако е крдо, ако се неколку од нив големи, стравот од нив може да натера човек да се тргне од патеката, панично да побегне, при тоа да се лизне, да се повреди и така натака. Но при средба со било какво диво животно, важно е да се остане смирен, бидејќи и самите животни, ова се однесува и на уличните кучиња, па и на кучиња со собственици, го чувствуваат стравот, а понекогаш реакцијата на човек кој што инстинктивно ќе се наведне да земе камен или стап може да предизвика дополнителна реакција, бидејќи животното може да почувствува дека е загрозено. Јас мислам дека исклучително ретко, а можеби во последните години ние немаме регистрирано напади од мечки, бидејќи во планините често се случува да се најде на мечки, но бидејќи обично се работи за поголеми растојанија, мечките се движат онаму по своите патеки и немало несакани последици, но навистина во планина, особено луѓе кои што не се редовни планинари, кои што првпат се среќаваат со таква појава, може да предизвика паника и страв, кој што индиректно може да придонесе граѓаните да бидат повредени, бидејќи ако некој почне да трча, да бега по некоја стрмна планинска патека, може да падне и да се повреди. Ви благодарам за сите овие корисни информации ова утро. Благодарам и на вас. Тоа беше Стојан Чангилов, директор на ЦУК. Говоревме на тема големо внимание, всушност, кога се движиме во планинските предели. Секако голем апел до сите оние кои што се љубители на движење во природа и секако се надевам овие информации беа корисни за нив.